Добро утро, почитувани сабскрајбери, следачи на Делчево 365, утрински муабети. Малку топло, но ветровито утрово. Ден после одбележувањето на големиот јубилеј 100 години ФК Брегалница Делчево и ден кога Делчево ги слави патроните на градот Делчево, се словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. По тој повод имаше низа активности и деновиве, почнувајќи од петокот со концерт на византискиот хор на црковно пеење Злата Мегленска. Вчера имаше богослужба и литија од црквата Свети Кирил и Методи до параклисот Свети Климент Охридски. И денес утрово исто така мислам дека имаше богослужба, со која чинно учествуваше епископот Делчевско-Каменички господин Марко. Гужвите кои вчера ги гледавме, денес ги нема, тоа е повеќе од јасно. Но имаете луѓе кои се од соседството, но може би решили овде да ја поминат ноќта по регистарските таблички. Тоа го забележуваме и прават мала прошетка. Луѓе кои прават исто така мал круг низ градот, родители со дечиња кои го користат овој, би рекли, продолжен викенд, бидејќи кога се паѓа државен празник во недела, мислам дека и понеделник не се работи, не сум сигурен. Така да затоа и забележуваме и наши сограѓани од Скопје кои си беа во посета на нивните домови, родители. Значи, малку ветер, сонцето во изобилство го има, облаците малку помалку од вчера. Се сумираат впечатоците од вчерашното одбележување на 100 години ФК Брегалница Делчево. По предносот во живо поразговаравме со дел од играчите. Иако беше гласна музиката, меѓутоа кажа што за нив значи фудбалот и во кој период од животот биле дел од фудбалскиот клуб Брегалница. Сега нормално имаш и задоволни и незадоволни, некои сметајќи дека можеби уште некој може да добие златна плакета, но и да има некоја грешка, тоа ќе биде исправено. Така имаме најава од клубот. Наш впечаток е, како обичен гледач, дека се реализираше тоа што организаторите го имаа зацртано. Така да и публиката мислам дека беше задоволна што имаше можност да види ветерани како Златков, Ингелизов, Лачезар, му го заборавив презимето, голманот од Бугарија, кој ги бранеше боите на клубот од Делчево. Ќе зеднеме малку и на тениското игралиште. Каква е состојбата денес, дали има играчи?
има. Иако е топло, има играчи. А ние ќе играме можеби малку подоцна, ако најдеме партнер за играње. Бидејќи сега вообичаено недела до пладне, секој си има планови. Тоа би било се за ова утринска прошетка низ Делчево, утрински муабети. Може би не кажавме многу, но ете пак решивме да направиме ново видео и да поразговараме на некој начин така директно со вас. Исто како да сме заедно во автомобилот и заедно да ја правиме оваа прошетка. Еве по оваа улица не сме минувале одамна. Што е следно, што се ближи наредната недела е празникот Духовден, соборен ден во селото Град. Претходно задушници. Други настани кои се најавени за сега немам информација што би се случувало, почнувајќи од утре до петок, кога е работната недела во тек. Така да, се што ќе имаме како новитет, новост и информација за која ќе биде потребно видео подкрепа, ќе го објавиме на нашата фан страница и на YouTube каналот. Ево уште една група посетители. Продолжуваме ние кон својот дом малку да одмориме и да се спремиме за партија тенис ако има кандидати. Поздрав и убав ден!